Втор ден од расправата во Државната изборна комисија, каде што се одлучува за приговорите за изборни нерегуларности на Социјалдемократскиот сојуз и БЕСА. Денес гостин во вестите на телевизија Нова токму на оваа тема го имаме господинот Владко Сајковски, поранешен член на Државната изборна комисија. Добар ден, господин Сајковски. Добар ден. Како ги коментирате последните случувања во Државната изборна комисија? Па, последните случувања во Државната изборна комисија се доста интересни вака за општата и стручната јавност во Република Македонија и пошироко. Пред се мислам дека има Државната изборна комисија една интересна ситуација каде што изборите кои во Република Македонија во неделата протекоа на еден многу мирен и демократски начин, со екстремно голема излезност да им стават еден крај на вакви успешни избори. Тие од за мене непознати причини, на некој доста неуверлив начин, на неорганизиран начин, го пролонгираа овој постизборен, да го наречем, циклус на одлучување по приговори. Сметам сосема непотребно и сосема неиздржано и нелогично за највисокиот изборен орган во Република Македонија. Дали сметате дека приговорите кои што ги имаат Социјалдемократскиот сојуз и БЕСА се издржани? Од она што можеше секој во Македонија да го види преку вашата телевизија и останатите интернет портали, мислам дека овие приговори кои што се доставени до Државната изборна комисија се чисто математички, така наречени приговори, немаат без некоја поголема подкрепа во смисла на докази. Истите навистина е жално што толку долго им се упатуваат да се разгледуваат, да се цени нивната материјална докажаност или докажаност, и навистина сметам дека се доведува самиот орган во апсурдни ситуации, на кој начин се толкуваат некои не би ги нарекол докази, чисто некои ситуации, недоволно објаснети ситуации, и сето сума сумарум мислам дека судбината на овие претходно одлучени приговори мислам дека треба да биде и до крај онака како што доколку секако и имаат истите докази, со исти докази се подкрепени, односно без докази. ВМРО-ДПМН обвинува дека опозицијата со ваквите притисоци врз Државната изборна комисија се обидува да ја украде победата на ВМРО-ДПМН и дека довербата на граѓаните што им ја дале сака да им ја одземе. Па ова тврдење, да речем, во најмала рака е логично. Од причина што зошто толку време потребно овој највисок орган за спроведување избори да толку долго заседава и носи некои апсурдни решенија. Реакцијата од политичката партија ВМРО-ДПМН е навистина разбирлива и конкретно адресата на која треба да се бараат одговорите во оваа ситуација е Државната изборна комисија и веројатно конкретно и председателот со неговите неодговорни постапки. Да потсетам, нели, оној ден кога се при самото соопштување, односно не соопштување на времено на резултатите, па непотребно се пролонгира тој период. Па и вчера видовме дека повеќе, значи 16 приговори, од кои не знам колку десетина се решија, се заседаваше и се решаваше цел ден, а при тоа се изгуби претходниот ден без никаква активност од страна на Државната изборна комисија. Затоа пак ќе потенцирам, мислам дека реакцијата од ВМРО е вистина оправдана, граѓаните со право веројатно сметат и треба да сметат дека се загрижени, и мислам дека час поскоро треба да се смогнат и кај самите членови Државната изборна комисија овој процес, за кој што ќе потенцирам е пробиен законски определениот рок за решавање, час поскоро треба да ги затворат овие прашања со приговорите, да ги решат соодветно и да се стави крај на оваа процедура во овој дел на избори. Мислам дека само на тој начин првенствено би се вратила довербата, значи која што се уживаше во текот на целокупниот досегашен процес на гласање, и повторно би се вратила назад во Државната изборна комисија како највисок изборен орган. Секој поинакво работење на оваа институција сметам дека е многу погрешно и погубно како за институцијата, така и членовите и лицата кои работат во неа. Благодарам многу. Студио?